Каде? Си одам, Петко. Дојдов да се поздравам со тебе. Не можеш сега да си одиш. Сите те чекаат. Нема што да чекаат. Јас не му припаѓам никому. И не сакам да бидам пеперутка со подгорени крилја. Ти благодарам, Петко. Cade pesno moja, koje limone ti branu basom. Cade ljubov moja, zarovane tvojodom. Cade pesno moja, koji limoni ti odnele bran. Cade tamo moja, zar veke zginal tvoj odplan. Детски те смишта, живот отмине, кој играш што буди, занесе да луд. Наши чуден, па тој е толку студен, по звезда сина, не брат не згине. Детски те смишта, живот отмине, кој игра што буди, занесе да луд. Еднаш е чуден, друг па тој е толку студен, по звезда сина, не брат не згине. Повеќе недостасува сцената или рутината, кога си во пензија. Знаеш, сега врзувам со ова, доаѓаме во 9, си одиме во 2 ноќе. Пак ме во 9 и сега врзувам, знаете, со тоа е рутина, ама е и професионалност. И тоа. 50-50. Јас дома не знам сијалица да заврта. Не знам друго да работам, сакам да кажам. Да, ве разбрав. Тука ни беше животот. Тука на една маса со 6 столчиња ние седевме по 12, по 15 луѓе. Може би од страна луѓето што не знаат мислеат дека бифето постои само за да пие, тамо пиевме. Ние тамо ги правевме представите. Ова сум го кажал 10 пати, го кажувал и Коле, го кажували и други мои колеги. Идејата ти доаѓа, дај од Сабајле порано пола сат ке дојдеме или на пауза, а ова да го направиме после така ова, ние пола представи ги правевме во бифе. Ние останувавме и после тоа и зборевме за представите или за пробата, како, што да се направи, што да биде, како да биде. Драмски беше еден вулкан. И сега, добро, одлично работи и сега. Ама имавме еден период, 10 на 15 години, Драмски имаше кога беше страшна работа, кога и публиката почна да ни збори нам, на постарите, абе што правите, ама вие држате го театарот. Ама репертоар таков, не знам, се менуваа постави од директори, од ова, од она. За Драмски имаше еден многу лош период пред до 15-20 години. Сега одлично. Лош во Јас која смисла? по една емисија твоја бевме на сцена, се сеќава, кога реков Драмски ми доаѓа како еден документарен филм
со едно прасе, 13-то гиле, мајка му што го отфрлаше, и фати една поплава, неговите братчиња и сестричиња и мајка му се удавија во Делибратска пешчара тамо, тоа документарецот, гиле со едно срниче се најде и остана жив. Тогаш беше тоа, не знам дали се сеќаваш кога ти реков, имаме за некого мајка, за драмски маќа. Се сеќавам. Зависи од министрите кои беа, колку дава и колку... Се сеќавам. И кога ми велевте дека кога ќе заврне дожд проставате, кофите, па публиката ќе се Па помести. прекинуваме да не избие... представа. Ама и ти реков, ама драмски не ќе остане. Драмски како гиле, како прасето. Ако е 13, драмски остана и ева го сега е одличен. Сакам убава зграда малку така, добре кафиче што го врати, кој што беше култно место, нели едно време го... Кафичиот го врати, ама тоа веќе не е, не е бифе на драмски, тоа е градска кафана. Да. И за тоа не сакам да зборам уопште кој тоа го направи, кој му го даде тоа и зошто е тоа така. Ние немаме простор артистите. Јас сега веќе не се сметам. Јас може да дојдам како гостин. Едно време се знаеше бифе, 2 простори, една за артистите, тамо може други гости. Циле. И надвор имало. Циле седеше нон-стоп. Циле, Миќо, додека го додеше, пред тоа крап. И сето тоа. Едно време тоа беше бифе на драмски. Сега е градска кафана и нема зошто. Нашите бегаат тука во комши во една трафика, како е седвичи кај што прават, кај што коле, не знам, таше, не знам, други предрак. Не седат во драмски, одат тамо. Тука на 10 метри преку улица од драмски. Емоцијата на првиот влез во драмски, вработувањето и емоцијата при пензионирањето е иста? Чувството е исто? Мислам, не може да биде исто затоа што едното почнува, другото завршува, меѓутоа среќата. Среќата, да се вработиш во драмски на времето, тоа беше најголема среќа за секој артист или сон, како да кажам. Тогаш имаше едно, она народски што се вели и сито и решето. Да те просеат, па, кој ќе остане, кого ќе примат и како. Тоа е огромна радост. За разлика, тамо кога останав сам, кога колегите други се повлекоа 2 метра зад мене, и кога останав сам, и кога не знае веќе што ќе биде со мене. Едното е убаво чувство, пријатно, другото е тешко. Многу тешко. Тешко од кој аспект? Од секој. Емоционален? Од секој. Емоционален, сигурно. Ако е физички, не можеш, ќе седиш дома, ќе се помириш или нема да се помириш со тоа, емоционален. Иако, да речеме, Кате излезе, не знам, саат ми дадоа, Кате ми даде нешто од неа, некој календар, ама со коцки, нека ова е лично од мене. И тогаш кажа, првиот ден кога дојдов на работа, 19 септември, реков што треба да работам, да му дадиш решение за пензија на Дими Илиев. Вика Диме, кој што кога беше, не знам, првите 2-3 години, сега да не збора, Звезда, кога го чекаат тука се, вика, јас бев, вика, гимназија. И дојде, јас да му дадам, прва задача како директор ми е да му дадам решение за пензија на Диме. Па добро, видите, и бевте звезда, голема звезда, и тоа во простори на Југославија, и тоа во простори на Европа, ако сакате. Еден неготинченец, па кога лудуваа сите, после исправи се Делфино, па дури ве нарекува македонскиот Ален Делон. И имате вака лик кога ќе се вратиме на таа исправи се Делфино.
се гледаме, јас го гледам. Така? Аха. Знам. Па се, ја Како говорам сум за бил тие и како. години А се. тоа Ален Дело го А добро, кажале бевте фраерчина се, на така? Кошутња, кај што го развива материјалот од филмот, додека снимавме. И Мики Стаменковиќ вика, се собра околу мене. Мики, од кај го најдов тоа македонски Ален Дело, тоа Мики го кажа во Будва, на прес еден, и излезе во филм, списание имаше филм, јас и Неда на насловна страна, и вика, на филмот Делфина, Неда Арневиќ и Дими Илиев, и во загарда ставиле Македонскиот Ален Дело. македонскиот Ален. Јас со Неда Арнерич имам снимено, имам работено, десни земја. Каква беше Неда Арнерич додека работевте? Одличен партнер. Одличен. Ќе ме седнеше после вечера, ајде Диме да работим. Многу го сакаше и да го избегне тоа Л, и многу сакаше македонски. И вика, мораме да пробавме по 20, по 30 пати на вечер. Утре тоа нешто го снимаа. И се кладеа, се обложуваа, колку пати ќе вратат, ќе сгреши би или не. Правеа само по 2 дубла, колку да има, уште еден дубл за материјал за секој случај. Со Неда ниту еднаш не вративме за нешто. Па добро, сте се читале, сте се разбирале. Очигледно, колку време се спремаше? Колку време ви требаше да го... Кога стигна прв пат сценариото, сигурно ви го даваат, или одеше тоа на кастинг, како ве бираат? Сум го измел, како го бираат Мишко, Петко? јас Не знам како одеше во таа јас ова сум го кажувал, ама да не одзема многу време. Јас не знај дека се снима филм. Иако веќе од рамски 7-8 души биле одбрани. Од Дарко, Милица, Чоре, Ѓокица, Да, Ѓокица беше. Мара и Јони Саја, Нада Зенделска, директор Ристо Стефановски. Милица беше, така? И сега, ајде на брзина ќе го кажам тоа, иако сум го кажувал. Имаше на Горан еден текст со слушувањето на железничарот. Добро. Слободан Унковски го режираше. Јас и со Слободан не се знаев. Еден ден доаѓам во театар за проба и станува еден млад дечко и исто ми вика, јас сум Слободан Унковски, ти си Димилија, да, седни, да ми кажува, сака да снима ТВ драма, тоа е на Горан, текстот е за на Горан Чичко, Миле. Аха. По вистински настан. И вика, сакам да ми играш ти. И почнавме. Дарко е оној бугарскиот полицаец што се слушува началник на полиција и јас. И ние најмногу имавме со Дарко. И игра тука и Мето, и Ненад, Ѓокица, Зози, не знам, уште други, Душко Костовски, Љупчо Петрушевски и така, Милица Стојанова, мајка ми играше. И филмот требало веќе за 7 дена да оди да се снима во Будва, улци. И Дарко му рекол на Мики Стаменковиќ. Мики Стаменковиќ беше помошник режисер на филмот. И му рекол, Мики, дојди кај мене, да има една ТВ драма, играм главна улога, да ја гледаш. И беше 11 октомври. Чекај, они уште нема најден главен лик до тогаш? Има. Имале најдено. Ја не знаев дека се снима уопште филм. И кој бил? Многу ме интересира. Кој бил Петко? Ми е жал, ние бевме класа. Беше декан на факултетот, Данчо Чевревски. Сега морам да кажам дека после тоа Данчо 2 години не ми збореше, дека мислел дека јас сум направил нешто и после кога сватил дека кај бе Димо, кој укажале се. И вика Димо, извини, вика, ама мислев во почеток така. И тоа е стварно страшно. Да знаеш, недела дена пред тоа да се случи нешто. Што се нема случено уште. Ти си Петко. И сега кога почнала, Дарко вика со Мики дома гледа, почнала ТВ драмата, и Мики му рекол, Дарко, кој е овој мали? И овој му рекол, сега е пред година дена примен кај нас во Драмски. Па зошто на тогаш пробно снимање се викаше, не се викаше кастинг. Па зошто воопшто не се појави на пробно снимање? Дарко, појма нема. Па зошто никој не го викна? И Дарко, не знам. Па тоа е човекот што ни треба.
Јас го барам него. И што се случува сега? И он почнал, вика, Дарко почнал да да звони на режисерот, на Ацо, на директорот, на Блашко, на другите. Вика, пуштајте, гледајте го тој младиот. И утре дента сабајот јас доаѓам за проба, еден човек стои тука на портирна и вика Дими Илиев, викам да. Јас сум Мики Стаменковиќ. Ја Мики Стаменковиќ го знам како голем југословенски режисер, ама никош не. Он до толку немал верба дека нешто ќе се направи, не пуштил некој асистент, он дојде тука. Вика, имаш проба? Во еден сат ќе дојде човек, шофер, ќе те донеси во Гранд хотел. Викам, што е? Вика, еден филм, вика, треба да се снима, да видиме што е. Они уште вечерта се јавиле каде која Словенка не да не можела, секева Марина Урбанц се викаше. Она утре тенета сабајлето со авион дошло во Скопје и мене ме однесоа тамо и Мики вика, еве текст, не мора вика точно да го научите, пола сат имате време, еве ви го текстот, 2 сцени и вика повеќе ни треба израз на лице, емоција и така. И ајде ќе снимаме, јас знам, се сеќавам тогаш и затоа викам колку Мики сакаше повеќе јас да играм во филмот од самиот јас. Мики вика, чекај, вика бел джемпер имаш, вика ова не оди. Јас облече неговата, се сеќавам една сина јакна, ми ја облече, снимивме една сцена, уште една, оди вика доле седите со директорот на филмот. За пола сат, 40 минути, кога дојдам, ќе ви кажам. И ние седеме тамо, пијавме кафе, и доаѓа Мики и само му рече, Блашко, Диме е твој. И си замина. И ја појма, нема, што значи тоа, Диме е твој. И овој вика, чекај бе, Мики вика, ти знаеш што ќе стане сега, ние веќе имаме човек. Тоа е моја работа, јас ќе седам како. Ја појма, нема, што е. И он ми вика, Диме, ти избрале да играш во филмот. Кој филм? Ја викам, појма нема. Не, ми кажа пред тоа, викам, не знам што е. Па вика, сега, моја работа е, вика, веднаш да ти кажам, дека ти си млад, ќе трошиме многу лента на тебе, тогаш на лента се снимаше, ќе трошиме лента, ќе губиме време со тебе, хонорарот, јас треба да ти кажам за хонорарот, ќе ти биде толку. И јас го гледам вака, Мишко, минута може имаше, го гледам, не ми се верува дека јас ќе играм на филм, да ми речеше без пари ќе игра. И после сватив од он кога ми рече, добро, не толку, дупло е ќе биде хонорарот, тогаш сватив дека он мислил дека ми е малку тоа што ми понуди. Ти кој знае како си го гледал? Ја не знам. И колку беше хонорарот во денешни, например, од прилика? Колку? Ја немам ориентација во тие. Знаеш, фудбалерите кои ги прашаш? Можев да си купам кола. Аха. А хонорарот е цело снимање, така? За цело снимање. За цело снимање. И снимањето колку траеше, бидејќи има 20 дена. 20 дена. Колку во Охрид се снимаше? Будва улци, Охрид и Скопје. Будва улци, Охрид и Скопје. Кај Ламанш што е? Ламанш е Будва улциња. Будва улцин, така? А Охрид е снимено, се тоа се снимени... Охрид се снимени тие базен, нешто... Не, периодично, периоди, мислев, лето, есен, знаеш, пошто некој... Не, пошто навечер е снимено... Од 20 октомври, ако почневме, значи и ноември снимавме. И тогаш влегувавте и во море, и во... Тогаш и смрзнувавме, ти кажеш. Тогаш и Атина беше цело време како консултант, и Атина пливаше и Јасна Ефендиќ, таа беше од Белград, од Партизан, пливачка, првакиња на Југославија беше, и она пливаше цело време. И некои сцени што се гледа ликот, не да влегуваш. Знам, само тоа кажа дека е 12 степени. И како правено тоа со камери, човече, нема шанси да препознаеш.
Цело време изгледа дека како не да влива е. И Атина и Јасна плива за не. Добро, кажи. Што се случува со теб? Што се случува? Па, не ти умот во она што го работим. И не ми. А знаеш дека мораш да го завршиш училиште? Добро, дека го заврши. А што потоа? Потоа ќе работиш. Еве, јас веќе работам и учам истовремено. Ти си друг. Јас, на пример, учам и пливам истовремено. Знам, само Само од пливањето не се живее. Тоа ли сакаше да ми го речеш? Исти како мајка ми ја спаси. И таа така постојано. Училиштето по училиштето. Само да си дојдем до своја платичка и да ја врзам престилката. А јас немам баш многу желба да работам по хотели и кафеани. Не лути се, Петко. Ти барем добро ме познаваш. Јас сум си така. Сакам да пливам. Да пливам. Најсигурно се чувствувам кога сум во езеро. Знаеш ли дека можам да го препливам цело во езеро? Никој друг не може. може. Јагулит, туку ти не си јагул. Јагулите одат далеко. Преку реки и мориња, преку планини и долини. И завршуваат во мрежи. Ти навистина не можеш да ме разбереш. Затоа што самиот немаш поголеми амбиции. Не знам дали се така мислели тога што да ти се каже да... Можевте ли да одите уште погоре со филмска кариера? Во таа Југославија, бидејќи вас ве катапултираше тој исправи се Делфина. Убав, Сега млад. одма ќе ти кажам, во Будва веќе тројца режисери ми рекоа спремај се, ќе играш кај мене. Од Белград. Исто тука ќе играш. После разбрав една работа што никош нема, не сакам да ја кажам. Само ќе кажам пред тоа што се случи. Имавме представа вечерта, утрето се бајле. Треба да летаме за Будва, за улци. Стево Спасовски ми вика, абе, вака, вика, те избрале за филмот, чудна работа, вика, ова не се случило до сега. И ми вика, да ти кажам нешто. Викам, кажи. Немој да бидеш многу добар во филмот. А викам, од кај ќе знам јас дали сум добар или не. Немој да бидеш многу добар, оти како мене нема да заиграш никогаш веќе на филм. После нешто играв, Аха. Милчо ме зема. Бевте во Сенки, да. Сенки го чувам посебно. Сенки, сака. мајки. Мајки, да. Вие криво? Отпосле ги разбиравте местенките? Отпосле. И кое е образложението? Дојди кај мене ќе играш во Будва, еве не прашувам кој што е образложението, на пример тој ви вели Речеме со режисери од Србија, од Хрватска, јас веќе не контактирав, не се Така. видов. А тука знам зашто. Што е младци, едно друго, не можам да се Има повторам. време за него. Аха. Многу беше и Будва, и Врањецка бања, и Ниш. Беше многу голем напад врз мене, мислам напад од не знам, наједнаш се појави некоја звезда. Се појави некоја звезда од Македонија. Јас на тоа се навраќам секој ден. Кога имав 40, имав нелегална врска, имав секс
Дали си отишла во полиција, дали јас те напуштам. Јас те не оставам. Има, за мене има.